Почитувани граѓани, прво Зоран Заев прифати, а неговите пратеници изгласаа дека именката Македонија ќе биде избришана во Уставот. Второ, Зоран Заев прифати, а потоа неговите пратеници изгласаа дека се забранува секаква употреба на придавката македонска, македонско, македонски во сите форми од сите институции кои што имаат изданија и кои што добиваат пари од државата. Па како Зоране Заев го заштити идентитетот? Смее ли државата да издаде учебник во кој што ќе пишува Македонија? Зашто ќе учат децата? Ќе смеат ли децата, а воедно и сите граѓани, да ја испеат химната "Денес над Македонија се раѓа"? Смее ли ансамблот Танец, ако не знаеш, Зоране, создаден со одредба на македонската влада, да изигра македонско оро и дома и во странство? Зоране Заев, сам или кој наместо тебе ќе го корне македонското сонце од јавните површини следните 6 месеци, онака како што си прифатил во членот 8? Иако целиот член е монструозен, еве што вели став 3 од овој член од договорот кој што го потпиша Зоран Заев. Втората страна не смее повторно да го потребува на било кој начин и во било кои форми символот кој што претходно бил прикажан на своето поранешно национално знаме. Во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на овој договор, втората страна ќе продолжи со отстранување на символот прикажан на нејзиното поранешно национално знаме од сите јавни места и јавни употреби на нејзина територија. Почитувани граѓани, овој така наречен договор е акт на чистење на цела нација. Ова е пострашно од геноцид. Ова е геноцид врз цела една нација. Ова е етноцид. Ова е срамен договор. Овој договор е измама од Зоран Заев. Народот е разочаран, потиштен и излажан. Овој договор нема да донесе подобар живот. Зоран Заев мора да падне, а Македонија да победи. Ви благодарам.